Почитувани, добар ден. Денеска ќе дискутираме за новото економско ремек дело на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Гениалните економски потези на председателот не престануваат. Реши да ги ослободи Соединетите Американски држави од товарот на меѓународната трговија, воведувајќи нови царини за сите увозни стоки. Трамп воведува царини што според него ќе ја спасат американската економија, а според остатокот од светот ја туркаат трговијата во хаос. Ние очигледно повторно сме во игра и тоа во прва лига, со царини од 33%, 1% зад Кина. Честитки! Соседите Албанија, Косово и Црнагора се провлекоа со само 10%, а Србија пак гордо гази напред со 37%. А Русија? Таму се уште нема нови царини. Чудно, нели? Но може да се тешиме со фактот дека сме дел од глобалната економска игра, рамо до рамо со големата Кина. Сега кога видовме каде ни е местото, да размислиме како овие царини ќе влијаат на нашиот секојдневен живот. Ке поскапи увозот? Па се разбира. Ке се намали извозот? Нормално. Ке има инфлација? Прашање е само колкава. Економска нестабилност? Кога и не сме ја имале. И најважното прашање, колку ќе чини гирото во Грција ова лето? Дали ова е почеток на нова економска криза или само уште една забава на која ќе влеземе кога сите гости ќе си заминат? Дали добрите односи на владата на Мицкоски со Соединетите Американски држави на вистина се добри? Дали сме подготвени за нов економски потрес? Доналд Трамп излезе со нови царини. Што значи тоа за светот, а што за нас? Тоа се прашањата во ова денешно издание на Црвена линија. Веднаш во овој момент, ако не следите, заследете не на Инстаграм. Црвена линија е нашиот профил, но и профилот на телевизија Телма, како и секогаш, каде што на Инстаграм стори треба да одговорите на следново прашање. Како ќе влијаат новите царини врз вас? Имате три опции како што гледате. Под А се ќе поскапи, под Б без никаков ефект, или пак под В време е за нови пазари. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти како и секогаш и конкретно во издание ќе ги соопштиме резултатите. А во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Ирена Чачкова. Домашните експерти се изненадени од одлуката на Трамп за воведување на 33% царина за увоз на производи од Македонија. Велат дека ваков потек не очекувале. Според нивните сознанија, повисоката царина е резултат на прикажаниот суфицит од страна на Американското биро. Бројки кои што се спротивни на домашните анализи. Според домашните или нашите статистички податоци, Македонија има дефицит во надворешно трговската размена со Америка. Извозот е околу 110 милиони евра, увозот околу 180 милиони евра. И заради тоа не се очекуваше ваква висока царинска тарифа, меѓутоа за жал податоците кои што се официјални податоци од Американското биро за статистика сепак покажуваат други податоци, односно дека Македонија има суфицит во надворешно трговската размена со САД, така што тука произлегува и оваа висока царинска стапка за извозот на македонските производи. Ваквата одлука на САД ќе погоди дел од секторите, иако барем за сега не се очекува да се намалат инвестициите тука, сепак потегот треба да не загрижува. Преку дипломатските представништва и бизнисот ќе се бара преиспитување на одлуката. Индиректниот ефект би рекла дека моментов е многу поголем, тука ја гледам главно автомобилската индустрија, петрохемиската индустрија и така натаму, меѓутоа споменав преку извоз во ЕУ и од ЕУ во Америка. Да, сметам дека услугите ќе бидат засегнати. Тука ја споменав нашата диаспора, која што главно отвара компании во Македонија, кои што сервисираат компании од Америка. Но каква порака се праќа со повисоките царини, со оглед на тоа што Македонија со САД со години негува стратешко партнерство, а во последниот период македонска делегација и премиерот Мицкоски неколку пати беа во посета на земјата, професорот Славевски одговори дека на ова не треба да се гледа со чувства, а она што сега треба да го преземе македонската влада е намалување на одредени давачки за нив. Не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено да речеме од земји како Јапонија, Јужна Кореја, Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што не се забележува дека е трговска бариера на
нашиот увоз од Соединетите Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Според Државниот завод за статистика, во 2024 година увозот на производи од САД е околу 200 милиони долари, а извозот е 118 милиони долари. Најмногу од САД увезуваме лешници за кои има царина од 15%, оружје со 7%, а со 0% царина во земјава оттаму се внесуваат видови машини, барут, делови за возила и специјални возила. А по прилогот на Ирена Чачкова, секако почнуваме со вас и со оваа денешна дискусија во црвена линија. До нас едноставно се доаѓа со вртење на телефонскиот број 023070005. Не заборавајте, ве замолувам, и целосно од кога ќе бидете вклучени, целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Ова особено важи, а ќе ни е драго да ги имаме оние кои што можеби досега никогаш не се јавиле во контактна емисија, ниту во црвена линија. Така да денес црвена линија ве прашува, според вас, што значи тоа за светот, а што за нас во введувањето на новите царини од страна на Соединетите Американски држави. Ќе ја поставиме секако и за гледачите во живо анкетата, како ќе влијаат според вас новите царини во Македонија, дали ви се чини дека се ќе поскапи без никаков ефект или време е за нови пазари. Почнуваме со вас, верувам дека имаме веќе некого на линија. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, според вас овие нови царини воведени од Соединетите Американски држави, што значи тоа пред се за нас и за светот? До вас и до телевизија Телна. Големо благодарам. Ова што се случува од страна на Соединетите Американски држави е висока економска политика, која само не се однесува само на Македонија, што имаме суфицит, ние со не имаме околу 200 милиони имаме увоз, околу 100 и кусур милиони имаме извоз, така да не е тоа многу опасно за Македонија. Овде се однесува за поголемите држави, како што е Јапонија, Кина, Англија, Франција, тоа е целосна европска заедница која што тука Трамп нешто сака да се реваншира на некогашните негови недостатоци кога беше надвор од политиката, али јас се надевам дека американците ќе осетат многу недостатоци, затоа што не може со цел свет да се војува економски, затоа што таа економија ќе го удри него по глава и ќе размисли малце дека не треба да се на некој начин пресметува со цел свет. Така да јас гледам дека Косово и Албанија 10%, тоа е некоја чудна работа, али ете што се случува со Македонија 33%, па ќе видиме што ќе стане. Ви велиме големо благодарам со вас, всушност ја започнуваме оваа дискусија во ова издание на Црвена линија, но пред да преминеме на останатите гледачи, секако да ве префрлам и онаму каде што активно учество можете да земете и преку пишување коментари, секако споделување. Заследете на Црвена линија, ние профилот на Facebook и секако и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Како изгледаме на Facebook? Еве, нови царини од Соединетите Американски држави, што значи тоа за светот, а што за Македонија. Пишувате и коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. И секако исклучително важна напомена да се држиме до пристојноста во говорот, во излагањето, значи да не користиме вулгарни, погрдни зборови, секако не говор на омраза и насилство. Се со цел нели да можеме и да ги прочитаме коментарите, а и да не се вклучи во живот Црвената линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав ти на Игор од Битола, поздрав до вас и до Телма телевизија. Благодарам многу. Тина, јас една друга тема ќе обврзам вака, што ме гивела за срцето, за татко ми и мајка ми. 2016 умре татко ми, а мајка ми млада умре. И кога ќе спијам во соно, ме мачи ко да ми тропа некој наврата, кога ќе рипнам, ќе се разбудам и плачам, дури го барам татко ми и мајка ми, ги барам, ама на гробишта одам, палам свеќа на Господ, се молам, се. А за темата за сад, нема што да бараме ни од Америка, се има од Европа. Истото е преку Франција,
француски, италијански производи, увај се. Нема, ете Порше има, се има. Што да бараме ние од Америка? Што имаме ние врска со Америка? Никаква врска немаме. Ние под Америка сме. Под Америка, што ќе речат? Тие то слушаме, правиме војни прават. Ама по мир, да има мировно решение, да се смират и американците, оти многу војуваат со авиони, веќе русите не пукнат со тие авионите, пушти безпилотни, секој ден на улица авиони врва. Толку ти фала пријатно. Благодарам многу, Игор, за она што го споделевте, што ви лежи на срце, а ние секако ќе продолжиме со вас и секако ќе се држиме до темата. А денеска Црвена линија има прашање: нови царини воведени од Соединетите Американски држави. Што според вас тоа значи генерално, глобално за светот, но што особено тоа значи за нас, односно за Македонија? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве Нови слушам. цени од САД за светот и за нас. Кога ќе Америка воведе нови цени, Царини? нови царини према останатите земји, па за нас бед да не правиме. Тие цени ќе бидат многу високи за нас и ние не можеме ништо да увезуваме од Америка. Ако претходниот гледач викаше дека ние не сме увезувале ништо од Америка, па повеќето производи се од Америка што се увезуваат у Македонија и кога ќе се введе нова царина, автоматски тука ќе никнат и цените на производите во самопослугите и секаде дека што е потребно во фабриките, од сето производство ќе никнат нови цени. Значи ние ќе бидеме оштетени во секој случај. Не е само за светот овие царини и овие штети што ќе настанат од царините што ќе ги уведе Америка, него тие штети ќе бидат посебно за нас, бедните земји како што е Македонија. Затоа што Македонија е зависна од САД, Македонија е веќе пропадната држава и кога ќе уведат нови царини, нема ништо да остане од неа. Значи, фактички, ние одеме се до дното. Се повеќе идеме до дното, а може да бидеме и под ниво. Благодарам за учеството, за тоа што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Уште една напомена на која што изумивме, а исклучително важна. Внимавајте и на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Слободно можете и повторно да се вклучите за нови 90 секунди, но еве контролирајте го времето, затоа и го објавуваме тајмерот на екраните. Продолжуваме сега ко совест, зборуваме за новите царини воведени од Соединетите Американски држави. Па еве според вас дали сте изненадени еве од овие царини и кон Македонија и што значат според вас царините за светот и секако за нашата земја? Добар ден. Ние сме богата држава, затоа царините ги плаќаме ние, најпоќе. Најпоќе ги плаќаме ние, царините, зашто сме најбогати луѓе. Ама не најбогати само и најпаметни сме. Немој да игре со нас никој, ни онај врсникот мој што го зборуваше. Тоа ми е врсник мој. Само жена моја помлада. И зошто да увезуваме роба е пример лешници. Имаше тука на телевизија. Лешници имаме ние секаде. Цела Македонија е со лешници. И фирми големи. Зошто не треба тие? Ние сами себе сме виновни. Треба да мислиме на себе ние, а не да мислиме да играат со нас како што сакаат. Сега, Иве, какво влијание ќе имат овие нови царини? Македонија држава во светот. А знам како е створена Америка. Тина, извини се да зборуваме. Знам ја како е створена Америка. И кога не била Америка. И како се направила Америка. Е така. Нека слушна и ти овој врсникот мој. Пријатно. Од Роме, Дижево.
Голем поздрав до вас, господине Роме. Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ке посет... Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Ве слушам, добар ден. Да, повелете. Во врска со царините на Америка. Така, повелете. Ме интересира една работа. Каде ни се оние тврди конекции со блиските соработници на Трамп? Каде ни е теренот што го запосемнавме? Како овие што беа по нас, што се редеа во ред, излегоа пред нас? Нели, имавме 3 пати ни одеше премиерот, па една свита таму гледа оддалеку како инаугурацијата течи и сега одеднаш се најдовме, се жалиме со Кина, со Србија и така натаму. Која ни е нашата политика? Толку од мене. Благодарам и за толку. Секако помалку од предвидените 90 секунди, но сосема јасно останете со нас. Секако допрва ќе има вклучување на гледачите, а и читање на коментари. Пишувајте и секако продолжуваме само со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Па вака, јас мислам дека ние во се сме спремни да направиме политика помеѓу припадниците на левите, десните. Ова е, јас го доживувам како сериозно случување на глобално ниво и допрва ќе ги видиме ефектите. Дефинитивно, како мала, како земја во развој, ќе има последици за нас, пред се, бидејќи сме ние многу позависни од пазарите во Европа. Меѓутоа, нема место тука за многу сентименталности, за да се повикуваат за некакви блискости сегашната влада. Знаете, не знам зашто, ама овај народов наш е преполитички затроен. Предајте мислете со своја глава, оставете ги левите и десните. Мислам дека се уште е рано за некоја посериозна проценка. Јас ношти гледав на хрватската телевизија во живо обраќањето на Трамп, но дека ова не е добро за глобално, не е добро. А кој знае, можеби пак и ги донесе малку подобри работи, можеби ќе се разбудат малку посиромашните остатокот на светот и ќе заврши ерата на глобализмот. Да видиме. Мислам дека многу рано е за некои посериозни проценки. Благодарам. Големо благодарам и вам за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Ќе прочитаме коментар на Саша, која што напиша, или кој Саша пишува: отворен Балкан. Косово ќе ги собере стоките од Западен Балкан и ќе ги извезе за Соединетите Американски држави. Тие ќе имаат корист. Благодарам, Саша, за коментарот. Продолжете да пишувате, бидејќи тоа е учество во Црвена линија и секако ќе ги продолжиме со читањето на коментарите меѓу вклучување на гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Директно одговор на вашето прашање. Нови пазари да се барат. Втората работа. Зарем се уште не ни е јасно нас на македонскиот народ. Косово 10%, Албанија 10%, Босна, Херцеговина 10% и што ти ја знам. Македонија 32-5, колку е не знам. Што ви е вас луѓе? Зарем не сме уште свесни да размислиме дека траја Америка нас 2001 година нож грб ни закаци и видовме што се случи. Кој не така на Трамп беше и пред други 4 години председател. Ами тој поддржува албанската кауза, луѓе. Што уште треба да зборуваме? Тие мусулманите потаници што работат за нив, и тој за нив царина ќе воведе, и тие 10 тема да плаќа. Сега, беше Мицкоски. Ајде, сиротио, нешто да направи. Не се прави. И ако не беше пак, може и 70, не го брана Мицкоски. Насто. И 70 ќе ни беше за царина. Тоа е тоа. Ако не ни е уште јасно, не знам. Мала дигресија за круго, ве молам, значи ни тркало вртини ништо, вие имате гледачна линија.
100 пати добивам, не можам да ви добијам. Не мора повеќе да имам земано награди, не мора да ме уклучувате, ама не е фер од тој што седи. Од 5 пати да ве добие човек, не може да ве добие, не ме уклучува. Му благодарам сепак на тој што седи, не вас не и селото. Тој што Благодарам и за укажаното. Верувам дека може би имате таков впечаток, но никој не е намерно не вклучуван во квизот, уште помалку во црвена линија. Продолжуваме во натаму. Големо благодарам секако вам за одговорите, да видиме останатите гледачи. Овој пат да слушнеме од вас еве каков коментар имате за новите царини кои што ги воведуваат Соединетите Американски држави и што сето тоа значи според вас и за светот, а особено за нашата земја. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. Јас сакам само да кажам едно, колку што сум информиран, ние повеќе увезуваме него што извезуваме кај нив роба. А тие плаќаат 50 и нешто проценти за америчката роба овдека кој ќе ја донесет за нас царина, а ние ќе плаќаме 33 како е таму сега. Значи тој сооднос од 17% ние сме уште во добивка. Така да и ние многу малку извезуваме за Америка, така да нема потреба да се крива толку паника. Ние сме незначително, многу мал чинител за економија во Европа и во светски рамки, и во амерички рамки, така да уште сме чар, пошто тие ни плаќат 50 и нешто проценти, а ние ќе плаќаме 30 и нешто за нашите таму производи. Така да уште сме во чар, нема потреба од паники и тие работи, све тие во ред, според моје мислење. Са некој може би мисли и поинаку, не знам. Ви благодарам, фала. Големо благодарам секако и вам за тоа што споделивте ве со гледачите на црвена линија, како гледате на новите царини кои што ги воведоа Соединетите Американски држави. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Видете, секоја држава си го штити своето производство и својата економија. Па ние најмалку сме засегнати, зашто ние немаме голем трговски со Америка, трговија голема, па ни увезуваме, ни извезуваме таму, па немаме ништо значајно. Треба ние по примерот на нив и ние да воведиме за некои работи овдеки да си го штитиме собственото производство, а не кај нас, например, се увезува се и се што, особено храна со сомнително потекло, со пестициди и слично, никој не води сметка за тоа. Значи се и кај нас се увезува, треба и кај нас да се воведе таков некој од Министерството за економија, да дава дозволи за секаква храна, претежно бидејќи албанскиот блок го држи Министерството за економија и само од нив се увезува претежно од Албанија, од Косово, особено земјоделски производи со сомнително потекло. Треба и ние да си го штитиме собственото производство и да си го штитиме, како да кажам, и здравието на граѓаните, не само на пазарите се и се што има. Треба тоа некој да го воведе, да се води строга контрола. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, одлично ве слушаме, повелете. Па и јас ве слушам одлично. Ова што ни го направи Америка, односно Соединетите Американски држави, на нас една мала Македонија, една мала економија, на вистина не е за пофалба. Повеќе од политичка, отколку економска. Како економска причина, затоа што ние имаме мал извоз, имаме мал увоз, економски тоа не би било кој знае како за нас, меѓутоа политички да. Ова е една честитка до господинот Мицковски, кој беше 3 пати во Америка, разговараше со повисоките ешелони таму, меѓутоа очекувавме нешто добро, меѓутоа од доброто сега за сега нема ништо. А ова е уште еден удар
не ставал во ранг на Кина и на други земји кои не се пријатели со Америка. Единствено на Балканот добија пониски царини Косово и, колку што знам, Црна Гора и Албанија. Значи, треба да се размисли веќе. Треба да се размисли. Мислам дека овој потек на Трамп, лично на Трамп, не е добар спрема Македонија и ќе има сигурно и други последици. Еве, толку имам јас да кажам. Поздрав. Пријатно. Поздрав голем, благодарам за кажаното во црвена линија. Продолжете да не гледате и вие. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете. Овие работи што се за царина, овие работи што се за царини од Америка, абе тие се добри работи, ама за кои држави се рачунат? Тие се рачунат за другите богати држави. Тие царини што стварно имаат производство и продавачки добри се, али што е кај нас? Кај нас, како да ти кажам, повеќе се увезуваат стари коли, изнемоштени коли, што го загадуваат ваздухот. Тоа царина треба да го регулира. Цел отпад од Словенија, од Белгија, Германија, цел отпад тука се вози кај нас у Скопје. Значи, треба прво една голема пажна да се води кога се увезуваат колите, царина да се припази која година е, царински документи дали имаат според вас, работи. се извинувам, новите царини воведени од Соединетите Американски држави, каков импакт ќе имаат врз светот, особено врз нашата земја? Молам? Според вас, еве новите воведени царини од Соединетите Американски држави, какво влијание ќе имаат врз нашата земја и светот глобално? Ќе го поздравиме и ќе му се заблагодариме на гледачот. Еве зошто треба да биде намален тонот на ТВ приемникот целосно. Особено еве и за оние кои што може би сигналот им доцни, ништо страшно, јас и вие зборуваме телефонски. А сега кога одрежа овозможуваат да бидете слушнати во студио директно за сите гледачи кои што во моментот активно ја следат црвена линија. Секако драго ќе ни биде и активно да се вклучите. Верувам дека секој од вас може би сте, а може би и не сте изненадени од висината на царините кои што ги воведе Соединетите Американски држави за нашата земја, а и генерално за царините кои што ги воведе. Според вас какво влијание, импакт ќе имат глобално врз светот и особено врз нашата земја? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сте, повелете, ве слушаме. Благодарам. Овака, во однос на ова прашање, јас ќе кажам само тоа. Американците се царови на планетата, прават онака како што сакаат тие и ние не можеме да делуваме ништо, ама потполно ништо. Се сакам нешто друго да обрнам внимание, да ги искористам овие секунди во интерес на граѓаните, на гледачите, да има поголема гледаност. Секогаш кога се јавувам, до крај не можам да се искажам, секогаш ме викате пазите на тајмерот. 90 секунди се малце. Меѓутоа вие, значи, ако сакате да ни помогнете, значи да не кратите на тој начин, да не се доискажиме, со вашиот уредник да разговарате, да преговарате, да се зголеми на 120 секунди, да можеме до крај. Затоа што покушаваме не еднаш, 101 пати, да се јавиме втор пат, дали сум покуша само 2 пати да добијам, да се доискажам. И ми се чини дека тоа да го исклучиме 2 пати јавување, него да во едно јавување да можам да кажам све. Значи 90 секунди се малце по секоја цена. Значи ако сакате само да кажеме добар ден, темата е добра, борец се слагаме, не се слагаме, тогаш еве да се сложиме така. Ја ми се чини дека во интерес да имате и поголема гледаност, да бидеме позадоволни ние гледачите во искажувањето, да се доискажиме, да не сега да ви кажам најискрено, секогаш останувам, ако не поќе за 30% помалку доискажан до крај на темите кои што ги имате. Благодарам, поздрав.
Ви благодарам за укажаното и верувам дека ќе имате разбирање. Она што со што располага Црвена линија е секако време траењето на едно издание. А Црвена линија всушност поентата на нашето постоење е да слушаме повеќе гледачи, односно да има разновидност во излагањата. Бидејќи ако се држиме до она нели како што препорачавте 120 секунди, тогаш во рамки на едно издание на Црвена линија дали успешно ќе бидат вклучени петорица или 6 гледачи. А тоа значи дека нема да имаме баш реална или комплетна слика врз основа на тоа како размислуваат граѓаните. Навистина ми е жал што не сте единствен кој што постојано вели 90 секунди се малку, но еве имаме и гледачи за кои што се и премногу. Така да не верувам дека гледаноста се врзува во однос на секундите и време траењето, туку повеќе се врзува врз основ на темите и она за што дискутирам и верувам дека Црвена линија нема ниту до сега не ве разочарала, ниту во иднина во однос на тоа какви прашања и што сака да слушне од вас, особено додека траеме повеќе на вас гледаме како граѓани кои што го искажуваат својот став, отколку како само инертни гледачи. Благодарам уште еднаш секако за она што го укажавте. Добар ден. Здраво. Здраво. Како беше на квизот вчера, човек што располага со добар фонд на зборови, зборува кратко, така беше? Тоа е на квизот, нели? Кажано, кој зборува добро, зборува малку. Да, така, да. Па добро, ја ќе кажувам кратко, колку можам сега. Види вака, ние не имаме овој стратешки партнер ни Америка, што бидно со стратешкиот партнер? Наеднаш не стави урак на Кина. Па вакви ли стратешки партнери ние наоѓаме? Абе, откачи ова чудо, човеч, ја не можам да ги сватам овие наши политичари. Абе, тие у село не ќе зачујат за тебе, ти прашнеш за куќата на кметот, каде се наоѓа. Има стара изрека тоа пред 2 века, може и повеќе. Ало, кај се наоѓаме? Дека се свеста дека таа Америка кај стапнала, трева не никнала. Таму само зло и пако се дешава. Нити Трамп, нити кој сака некаде до Америка, они си имаат зацртано како коњи некога ќе им ставиш оглав на глава. Патеката гледа и друга страна не гледа и него ни занима, ке те прегази, нема да те регистрира. Толку ли не може да сватат овие наши политичари и народот што се јавува дека со Америка не треба да играме ние. Откачи го чопките се такви другари, стратешки партнери, а би имаш опции други, бирај таму пријателкиња. Ете, времето си го кажа своето на гледачот, секако ќе му се заблагодариме, знаеме дека редовно и активно не само што не следи, туку и учества во секој едно издание на Црвена линија. А и ќе ве подсетам дека нашата тема, како и секоја, се активно е објавена и на профилот на Телма телевизија, на Facebook. Па еве дел од коментарите, Маријанчо Колев низ фотографија, напишал пораснал Денис, добро. Потоа имаме браво Трамп од Африм Лека Мустафај и Стево Аврамовски напишал Трамп, добар економиста, со сите што има суфициент, нема царина, ајде сега Брисел ке почне да плаче. Славче Славев му реплицирал, ама и ние ќе плачеме, смете 12 американски фирми овде има со 10.000 вработени, кога ќе ги пратат дома, тогаш не знам па ние како ќе плачеме. Драги мои, според вас еве како ги толкувате новите царини кои што ги воведоа Соединетите американски држави? Како ги толкувате глобално, особено царините кои што се воведени специјално за нашата земја? Каков импакт ќе има сето тоа според вас? Добар ден. Добар ден, Тина, и убав ден. Убав ден и вам, повелет. Ве поздравувам. Да му кажам дека на претходниот говорник да се нашава многу дожд наврна и многу трева ќе косиме. Ве јас во големиот двој многу ќе покосам трева, така да не знам кај да ја извезувам. Америка ни воведе 33% да се нашалама. Ајде директно на темата.
Нови царини на отсад. Нормално, Трамп си е собственик на, не собственик, него еден председател на голема држава, сведен сила во светот. А што значи за светот? За поголемите држави тоа е нормална политика негова која си вовел тој. Мора да ги воведа. За нас ништо не значи. Знаете зашто не значи? Зашто ние ништо не произведуваме. Немаме ни автомобилска индустрија, ниту нешто. 33% за нас, не знам која сума на пари извезуваме за Америка, тоа не е ништо. Што се однесува до неговата политика, така се брани држава. Така се гради држава. Ние треба да научиме дека треба да бидеме ригорозни за да не почитуваат. Ако бидеме меки, ако не знаеме да воведеме закон врз основа на нашата виолина, ние како ја играме со виолината и свириме, така да играат светот нема, тоа е држава и тоа е председател. Треба да учат нашите председатели кои доаѓаат со партии, дека така треба да се однесуваат државнотворни во интерес на државата, а не во интерес на својот джеп и своите партии. И ја го поздравувам Трамп и така треба да се... Благодарам за јавувањето. Па ете, должност ми е покој некој пати да ве подсетам да внимавате на тајмерот. Тоа е тоа, 90 секунди се предвидени и така е низ сезоните наназад. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се слушаме. Да, повелете. 90 секунди за човек кој знае што дакаши се доволни и треба да ги намалите да може да почне да се јават. Него Трамп е легенда на земјинава топка. Трамп си кажа кој е Америка. Кажа дека си стои зад Косово. Во 2001 стоеше и денеска застана. Косово 10%, ние 33%. За мерак Трамп. Ќе останеле нашиве без работа. Колку рекол 10.000, што излезуваме за Америка, тие 10.000 одма да се префалат на комбинатите из Македонија, да се дигнат, да се дигни земјоделието. Ќе бидеме по-богати, ќе бидеме по-домачини. Да не чекаме од Трамп. Самите да си го скроиме овде кај нас. Ете, тоа е од надвор. Како ќе му текне, така ќе прави. Ќе ти оплицари, не оди сликај се. Не може да влезиш таму. Не клопнат и ова речи го забрани да не влегуваат македонци да обше таму. А за Косово 10%. Може и ќе го кини скроз за Косово, може на 5 ќе го сведи. Ете во 2001, тие се тие. Толку е. Благодарам и вам за учеството. На профилот на Телма телевизија на Facebook, сега доколку го заследите, не само што ќе имате можност активно да учествувате преку коментари и споделување на темите кои што ги објавува Црвена линија, секако ќе бидете целосно, квалитетно информирани, па и дискусијата секако да ја водите и под вестите кои што се објавуваат се со цел да бидете добро информирани. Па така, еве, има и многу реакции и коментари под она што е како наслов и тема денес во Црвена линија, тоа е дека Соединетите Американски држави воведоа 33% царини за увоз од Македонија. И еве дел од коментарите, верувам ќе можеме да покажеме, да можете да видите. Даниела Јанева еве што напиша: а што извезуваме во Америка? Ништо. И тие луѓе што беа таму се враќаат. Господинот Трамп се стави забрана за влез на туѓинци и за отфрлување на туѓа работна сила од други земји во светот. Само уште да ја прекине војната и верувам дека ќе го стори тоа побрзо за мир и здравје на сите во светот. Бојан Василев еве што и реплицирал на Даниела Јанева. Извезуваш тутун, извезуваш конзервирани производи, ајвар, извезуваш кондиторски производи и многу други. Славчо Цаци Малиновски напишал: не знам што извезуваме за Америка освен работна сила и црна листа. А на овој коментар Звездан Тасевски одговорил: ајвар, смоки и машини за чистење.
мушмули, ајвар и така натаму, така да има многу коментари и многу реакции. Од таа причина сакаме и вас во живо да ве слушнеме како гледате на новите утврдени царини од Соединетите Американски држави и нивното влијание глобално и секако врз нашата земја. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па видете. Ало? Да, продолжете. Па нему сме некој конкурент на Америка, ама баш никаков. Извезуваме нешто железни лимови таму, колку што бидов. Тоа е се онака што се вели зборот производ Америка. Исто така некој се понадева дека Мицкоски бил 3 пати таму. Да, беше точно. Ама беше кај конзервативците. Беше на Конгресот на конзервативната партија на Америка. А во неја членуваат овие нашите, ги Џон Битов и онај Крис и што ти ја знам, онај Ташковски, сите тие членуваат во неја, таа нема врска, тие му се конкуренти на Трамп. Трамп не сака да ги види. Така да со Трамп не се сретна и Трамп ништо не му вети. Значи, прибидејќи не се сретна. Сега шо? Ништо. Америка, како што ќе свири, така ќе играме. Еве Црнагора доби пониска царина, Косово доби Косово нормално, ради бон стил едно друго. Исто така пониска царина, исто така и... Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Екипа. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Вака, па што сме се еле, тоа ќе жнееме. Како ни свират и ние така играме и на сите им веруваме. Нема денеска, едното око кажува да, ама другото не. Толку ви благодарам и извини ако сгрешив, пријатно. Воопшто не сгрешивте и секогаш сте добре дојдени во дискусијата на Црвена линија. Ве префрлам на Facebook и секако е голем дел од коментари и реакции. Продолжуваме со коментар на господин Маријанчо Кулев кој што напишал: нели станавме пријатели први во редот, застанавме да се построиме. Сега и Европската Унија нека ни воведе царини 33%, па да се сликаме. Цавит Сајд напишал: тие немаат пријатели, а еве Маја Павловик напишала: нема врска со пријателство, има врска со факт што ние имаме кон Соединетите Американски држави тарифи дупло поголеми воведено. За разлика од претходниот памперс американски председател, кај овој тоа не поминува. Плюс топ сме е тарифа на наши производи, него што странци кај нас произведуваат. Нашето производство странците го уништија. Освен на ајварот нема што да става тарифа. А Маријанчо Колев напишал: тутун, вино, галантерија и електроинсталација за автомобили. А стариот тарифник е донесен во договор со Калифорнија и Флорида не се согласуваат и најавуваат референдум. Канада се приклучува кон Европската Унија. Ајде да преминеме онаму каде што времето не однесе, а секако онаму каде што инстаграмџи, односно оние кои што не следат, можеа да дадат одговор на денешното анкетно прашање. Се разбира, ако не следите на Инстаграм, сторете го тоа уште сега, за да можете и веќе утре, се разбира, како и останатите, да дадете удел во анкетите кои што ги објавува на Инстаграм стори Црвена линија. А еве како се одговори денес на прашањето како ќе влијат новите царини во Македонија, со 59% одговорија дека се ќе поскапи. 25% веруваат дека нема да има никаков ефект, а 16% одговорија со време за нови пазари. Она што е повеќе јасно е дека е време за реклами, а потоа повторно во студио јас и вие.
Благодарам големо за сите вас кои што ја создадовте и оваа црвена линија. Се разбира, утре повторно ќе зборуваме со вас на нова тема. Ќе размислиме и околу вашите барања, дали може да се зголемат секундите, но она што е повеќе од јасно е дека ќе ве префрлам унаму каде што се однесува до забава е безцаринска зона. И не ни ги бројат секундите. Ако треба да прашувам да воведувате нено увоз на забава, ќе имате повисоки царини отколку за извоз? Какво прашање. И после зашто не ја одговараме? Бара да размислиме малку, да анализираме. Сега нема да воведуваме царини. Нека седат само на Телма и ќе Вие уживаат. сте рајот на земјата, без царинска зона. Така е, без царинска зона воведуваме. А ти дај секунди на гледачите, ајде не ги чувај сега. Еве ви давам секунди со Нено и Кате. Да, за нас има и за гледачите од утре.